И покрај лесната достапност на оралната празнина и на самиот преглед, 1/3 од стоматолозите не го спроведуваат овој превентивен преглед на устната празнина за рано откривање на карциномот. Ова заболување се јавува во негде 5 до 6 декада на предната возраст поради намален имунитет, понатаму пролонгирана експозиција на канцерогени, клеточно старење, исто така повеќе се јавува кај машкиот пол, негде однос машки и женски пол изнесува 2:1 за машкиот пол, понатаму употреба на тутун, инфекција со хуман папилома вирус, обично тука се најчесто видовите HPV-16 и HPV-18. Значи, во превенцијата на оралниот карцином, битно е да знаат гледачите дека треба да постои елиминирање на овие ризик фактори, кои што пред малку ги спомнавме. Значи, понатаму абстиненција од тутун и алкохол. Многу е важна вакцинацијата за HPV вирусот. Таа е најдобре да се направи пред започнување на сексуалната активност, исто така заштита при секс. Од друга страна, значи, ултравиолетова заштита, користење на средства со висок заштитен фактор, како што е 50, понатаму, знаеме, избегнување на оној интервал кога ултравиолетовото зрачење е најголемо, користење на капа и така натаму. Понатаму, отстранување на постоечки иританси во устната празнина, како што се кариозни заби, лошо изработени протези, хемопревенција исто така, значи тоа е користење на антиоксидативни суплементи. Понатаму исхрана, значи храна богата со нитрозамини, пресолена храна, димено месо, значи може да учествува како еден кофактор. Потоа консумирање на алкохол, имено алкохолот се смета дека ја зголемува пропусливоста на епителните клетки, така што оние канцерогени материи кои што се ослободуваат при согорување на тутунот, значи многу полесно може да прогредираат и да навлезат во субепителните делови. Поголем број на пациенти не знаат дека имаат некоја промена. Обично пациентите, значи, овие промени се откриваат случајно при рутински стоматолошки преглед, со оглед на тоа дека најчесто во почетокот не се јавува болка, а нашите пациенти најчесто се јавуваат на стоматолог при постојање на некоја болка. Сепак, во однос на раните знаци, би навела дека секоја промена која што не заздравува спонтано или на дадена спроведена терапија треба да биде знак за сомнителност. Прегледот за оралниот карцином се изведува релативно брзо, трае 3 до 5 минути, бидејќи оралната празнина е многу погодна и лесна за изведување на оној рутински стоматолошки преглед. Така да, навистина лесно може стоматологот да ги уочи раните промени, кои што би можеле да бидат сомнителни, доколку вниманието се насочи кон оралната слузница, а не само кон забите кои што најчесто се причина за болка на пациентите. Така да овој преглед не е само обичен преглед, ова е преглед кој во вистинска смисла може да го спаси животот на пациентите и е многу повеќе од еден обичен преглед.